Ден и добродојавте во уште едно издание на Формула на македонски. Денеска е понеделник, малку доцнеме овој пат со видеото, моје извинување, меѓутоа не бев во можност вчера да ја проследам трката, па го направив тоа и зутрина, иако секако бев во тек со сите настани. Интересна трка, би рекол типична трка за големата награда на Британија која се вози во Силверстон. Имавме интересен почеток, добар старт на Чарлс Леклерк за Ферари, добар старт на двата болида на Мекларен, Карлос Саинц и Ландо Норис, која добија таа битка со болидите на Рено и со болидот, односно на Racing Point во битката со Строл на самиот почеток, и потоа видовме веднаш брзо прво безбедносно возило, а причината за тоа беше инцидент помеѓу Алекс Албон и Кевин Магнусен, по кој Алекс Албон заработи казна од 5 секунди. Иако мислам дека и Кевин Магнусен беше подеднакво крив за тој тркачки инцидент и мислам дека требаше и двајцата да поминат без казна, бидејќи Кевин Магнусен го затвараше аголот, Алекс Албон буквално го стави болидот каде што нема место во тој свиок пред старата стартно целна рамнина на Силверстон до пред некоја година пред да се обнови самата патека. Потоа влеговме во една мирна средишнина, но имавме уште едно безбедносно возило откако Квиат го искрши болидот на Алфа Таури, и тука сите болиди се одлучија да влезат во пит и да ја стават гумите на хард, односно тврдата компонента, и тука стана јасно дека ќе биде предизвик да се заврши трката со тие пневматици. Интересно беше да се следи борбата во средишнината, мислам дека тоа ќе биде главен акцент оваа сезона, борбата помеѓу Мекларен, Рено и Racing Point, и тука ќе биде Ферари, зависно како ќе напредува Ферари во надградбата на овој болид и зависно од конфигурацијата на патеката. Ќе гледаме денови каде што Ферари ќе биде помалку или компетитивен или повеќе компетитивен, меѓутоа овие три тима, Рено, Мекларен и Racing Point, односно розевиот Мерцедес, ќе биде интересно да се следи таа битка, ќе биде интересно да се дочека и исходот од ФИА по жалбата на Рено. Меѓутоа видовме многу интересни дуели, видовме еден мирен дел, средишен дел од трката после тие питстопи со второто безбедносно возило. И на крај неколку инциденти, откажување на пневматици, драма, питстоп непотребен на Макс Верстапен, би рекол се кае за тој питстоп сега, иако ќе беше победник на големата награда на Силверстон, меѓутоа лесно е да се каже од оваа дистанца, бидејќи сега ги знаеме настаните како се случија. Секако никој не можеше да предвиди дека откако на Валтери Ботас во 50-тиот круг му откажа предниот лев пневматик, тој неколку круга претходно најави по своето радио дека има вибрации, чувство вибрации на воланот, оттаму тоа значи дека гумите се нерамно истрошени и дека се при крај на својот животен век. Видов истото му се случи на Карлос Саинц во Мекларен на половина круг до крајот. Ме потсети на Мика Хакинен во Хокенхајм една година, која беше 40 секунди пред Михаел Шумахер, тогаш му откажа моторот, непотребно форсираше тогаш Мика Хакинен. Ме потсети на Кими Рајконен, исто така во позиција да победи во 2005 година, кога се бореше со Михаел Шумахер за шампионската титула. Мекларен тогаш ризикуваше да не смени пневматик, па тој експлодира во последниот круг на спектакуларен начин и Кими Рајконен ја загуби таа трка, а своедно на тоа ја загуби и шансата за борба за титулата таа година. Па видовме откажување кај Луис Хамилтон, пневматикот на половина круг исто така до крајот, меѓутоа секоја чест за Луис Хамилтон, немаше друга опција освен да проба да го извози кругот, беше свесен дека враќање назад нема, половина круг преостанува. И навистина импресивно делуваше тој болид на Мерцедес и без еден пневматик успеа да извози. Го видовме тоа и кај Валтери Ботас. Валтери Ботас успеа да стигне до питот, меѓутоа Луис Хамилтон успеа да ја помине финиш линијата. Макс Верстапен сосема од оваа гледна точка непотребен питстоп да го брка тој еден екстра поен за најбрзо време, доколку останеше на патеката ќе беше победник, но повторувам, лесно е отпосле да се правиме генерали после битка. Интересни дуели, Албон со помека смесена гума од задниот дел на поредокот кон средината, на крај успе да го престигне и Фетел, да влезе во бодови, и Строл. Саинц, дуелите со Саинц, Норис и Рикардо, дуелите нивни, на крај Саинц видовме дека несреќно ја заврши трката. Што имам друго забележано? Гасли, одличен, Пиер Гасли со Алфа Таури, другиот болид на Алфа Таури, одличен перформанс, дори успеа да го престигне Себастијан Фетел. Сосема различна приказна помеѓу Чарлс Леклерк и Себастијан Фетел, нешто очигледно не функционира во Ферари.
Оно што го напоменав на анализа на квалификациите, дека Валтери Ботас мораше да ја победи оваа трка за да влезе во вистинска борба за титулата со Луис Хамилтон на ментално ниво, бидејќи сметам дека Валтери Ботас ја има брзината потребна за да биде шампион, нешто слично како Нико Росберг што го направи тоа во тимот на Мерцедес. Меѓутоа ова несреќна случка, би рекол, гледате, некогаш и среќата ги следи храбрите. Несреќна случка, откажување на преден лев плематик на Валтери Ботас на вистина го става многу назад за Луис Хамилтон и во сезона каде што не знаеме колку трки ќе има до крајот. Во сезона каде што Мерцедесот е апсолутно доминантен, Луис Хамилтон настапува уште еднаш на своето домашно Гран При следната недела како јубилејна трка за 70 годишнината од Формула 1. Многу тешко за Валтери Ботас. Мислам дека Луис Хамилтон сигурно и тако нова и рекордна шампионска титула за него, а тоа сигурно ќе биде и титула во конструкторите за Мерцедес. Ќе видиме што се случи со Ферари. Red Bull непрепознатлив овие неколку трки, ја нема таа агресивност во стратегијата, болидот очигледно на ивица од перформансите за да ја постигне потребната брзина, навистина се жртвува многу во сетапот. Болидот е на ивица на врвот на ножот е во своите перформанси, во начинот на однесувањето, особено во брзите свиоци. Видовме неколку пати Макс Верстапен и Алекс Албон лесно губат контрола во овој болид. Тоа беше евидентно и на предсезонските тестирања. Единствена светла точка во оваа сезона е борбата за средниот дел од табелата. Ферари, кога ќе биде како ќе видиме, Мекларен, Рено и розевиот Мерцедес. Инаку до мене пристигна и информација од Александар, кој комунициравме денеска на Facebook, именно јавуваат таблоидите дека Мерцедес имал 42 конски сили повеќе на самите квалификации со тој нивниот quali mode или hammer time, што би го нарекол Хамилтон. На вистина Мерцедес направи голем скок напред оваа година со новите компоненти на моторната единица, со новото гориво кое беше одобрено од страна на FIA пред сезоната. Ферари додека загуби во перформансите со тој дополнителен сензор кој FIA го постави по ланските сомневања дека Ферари користи повеќе гориво од дозволеното и сега навистина му нема конкуренција на Мерцедес. Што ќе прави Ферари? Ја веќе направив едно видео каде што објаснив зашто Ферари се во тешка позиција во ова и следната година, бидејќи имаат само неколку токени за надградба на својот мотор до крајот на 2021 сезона, а тоа го имаат и сите останати, така што секоја надградба која Ферари би ја направил ќе треба да биде многу кратно подобра од другите за да може да фати приклучок. Ќе видиме тоа како ќе се изигра. Очекувам ваш коментар, ваше мислење за како заврши оваа трка драматично со неколку откажувања на плематици. Што сметате за возењето на Луис Хамилтон? Треба ли да му се сепак честита на човекот, без разлика што има апсолутно доминантен болид? Тоа е очигледно, меѓутоа да завршите трката со 3 гуми навистина е подвиг, без разлика колку ви е вас доминантен болидот. И дали мислите дека има другите тимови, најповеќе Ферари и Red Bull, реална шанса годинава да се спротистават, или ќе чекаме трка со инциденти, ќе чекаме трка со дожд, каде што ќе си ја бараме среќата да видиме друг победник освен Мерцедес? Ви благодарам што го следите каналот Формула на македонски. Се гледаме следниот викенд, исто време, ист термин, со нови содржини и нова трка за 70 годишнина од првата трка во Формула 1. Ви благодарам уште еднаш и поздрав!